Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски е отворен за соработка со сите, без оглед за какво здружение се работи. Ваков беше неговиот одговор откако го прашавме зошто остварил средба со спорното здружение МАН за безбедноста на новинарите, кога отворени работни групи, формирани од МВР, ЗНМ и ОПСЕ, веќе неколку месеци работат на изготвување правилник за безбедност на новинарите. Во однос на разговорите со МАН, без разлика која асоциација, без разлика какво здружение, ќе бара да се сретне со министерот за внатрешни работи, јас сум отворен да разговарам со сите. Какви се мотивите, кои биле причините зошто токму Ивона Талевска да биде избрана за председател на МАН, тоа мора да разговарате со членовите на МАН. Јас не навлегувам во такви аспекти. За мене е важно да ја јакнеме врската помеѓу новинарите и македонската полиција. На веб страната на Министерството за внатрешни работи осамна информацијата дека министерот се сретнал со председателката на Македонската асоциација на новинари. Ивона Талевска од неодамна ја презема председателската функција во ова здружение, но и веќе доби условна казна за затајување данок. Председателот на Здруженијето на новинари на Македонија пак, Насер Салмани, во гостување во Студио 1, рече дека формирањето на МАН го има во така наречените бомби и го повика специјалното јавно обвинителство да ги отвори тие разговори. Вистината за МАН ги има во прислушуваните разговори. Ја во неколку прилики сум оповикал специјалното обвинителство да ги отвори тие разговори и да ги презентира на јавноста на кој начин бившиот премиер Никола Груевски координирал со акцијата МАН. Како да се формира, кој да биде председател, како да се делува против ЗНМ. Значи, таа акција, тоа здружение е формирано со единствена, наменски да служи на една политичка партија во остварување на низините интереси во сферата на медиумите. Асоциацијата на чија веб страна нема информација за ниту еден конкретен проект или пак активност за заштита на новинарите, одреден период не беше присутна во медиумите. Салмани смета дека нејзиното враќање има две цели: да му помогне на Мицкоски да го наметне МАН во преговорите за реформите во медиумите и да се користи како параван во обидот одредени новинари да избегнат кривична одговорност. По неколку наврати сум се обидал да ги убедам тие луѓе да им речам зашто имате потреба да формирате ново здружение. Ако вие навистина сте мнозинство, дојдете во ЗНМ на следното собрание ќе го изберете председателот. Меѓутоа, очигледно дека намирата не е да служат на новинарите, туку да служат на една политичка групација, јас ја нарекувам уште заробена држава, и се разбира да се спасат себе од постапките што се водат против нив. Во изминатиот период се појавија новинарски истражувања во кои неколкумина новинари сведочеа дека во дел од медиумите биле поделени бланко пристапници за членство во МАН. Според сведочењата на колегите, вработените во овие медиуми ги потпишувале пристапниците поради страф од губење на работното место.